И така се товаривме некако, како не ме прашвајте, не знам. И ојдовме малце да го брцниме малио во солта таму. Или што би рекле во Италија, о соле мио. Или што би рекле наши крај, се на соле сио. И тргнавме, мислевме ке чекаме нову на граница, пошто бистри деца сме. Тргнавме во Бож време, во Бож ден и границата беше супер. Тераш така ти 5 сати негде, кај што наводно нема цел комшилук да си го најди, пошто нели чат GPT ти вели дека не е место да толку со наши популарно со балканци. Не е ни популарно воопшто. Не е рода се вика. Што ви рекле браќа Срби нов штрк. И тераш ти таму, влегваш во то селцето и што е првата регистрација што ја гледаш? СКБ. Ако не видиш СК регистрација негде, то исто ко да не си бил нигде во светот. За белградските веќе да не правиме буавет. И си вели што е? Од судбината не се бега, дојдовме, сега треба си поминеме убаво. Дали си поминавме убаво, ќе видиме после шо. Шпицата, ајде батуле, пуштај. Топ си поминав. Замера. Да не мислевте ќе ве терам цела епизода да изгледате за сватите дали сме поминале. Не бате, не правиме ние такви финти денешни. Убајна си поминав. Армаделот та убајната и нашиот балкански шмек без кој одмор немој да помини. Не можеш ти дојш на одмор и да немаш некоја балканска приказна, исто ко да не си бил. Јојме, ние стигнавме уште са вајлето на брзина се распаковаме тука и да фатиме малце плажа ме сваѓа. Да си искористи дено максимално, дур не е запечено, ти со малио. И излегваме од апартмановата и пред нас си минат вака две возрастни жени. И ние тргнуваме заднив и го слушаш муавет. Познат ми е многу, тој е не е тоа. Си викаш добра, ај, шо е тука е, нема бегање. Наши сме, не е проблем. Оиш на плажа, плажата мирна, чиста, убајна, знаеш уште не беше сезона, а и местото не е популарно, така што рајат бевме скроз. И сега ако нашите се местат негде онаму, ти се местиш негде поваму за да си порајат малце ме свај. Оти ич да не, ќе се врзи муавето и за пол сат ќе треба на салата да седни. Се има луѓе што ептен сакат така на салата седнуват. Ние ојме за да не седнуваме на салати, ако може да изуживаме малку. И се како ти се местиш подалеку, така тие гледат од таму и си дадат чеге малце, ние поблиску дојме, може се срамат децата. Јеме ние поблиску, ти треба да се слушни што се збора, како се премуаве, што се премуаве. Ето туку така, не си ти на одмор оден за да олабаеш од тие работи. Не бате, треба да имаш што кажеш дома. О, и се наместо да оиш на одмор и да уживаш, да ти е гајле шо збораш, како збораш, да си олабаеш душата, не бате. Сега ти треба и на одмор да пазиш шо збораш, да думаш како под притисок ме све. Сам не дека нешто многу ни е гајле, ама пак ти стои негде во позадина некој притисок, ти цело време те гледа. Како беше она име гледа, а друга, може не една секунда многу да те гледа. Нема да се изнервираш. Е така исто. Обично луѓето во светот кога гледат нешто, ќе го опулат, ќе го погледат малце и си бркат работа по. Немат време да се замарат со други работи. Не бат. Балканец кој се загледа, загледано ето, нема тргање поглед, ќе се џариме цело време и ќе мериме се што се прави. И уште појако да е плажата полна, ќе слушаш галама од сите страни. Сите урлат, сите викат, не знаеш кој што е. Празна е плажа. И ништо нема измеѓу, се слушат сите муабети од сегде. А муабетите не стивнуваат, брат. Се коментира се буквално од чадор до шатор, до бебе, до мајка, до татко, до се. Маре, цела куќа имат крена. Ами шо било то на одмор се знае. Ни купачи тол. А во суштина, коментаторите на тие прекрасни зборови носат овоше, зеленчу, вода, пиво, сокој, ракија, тенџериња, менџе, се носат, брат. Ние носиме ствари, носиме за малиот тие што се неопходни. Немате, се носат комплетно од дома, кујната, крената, маркетите кај нас испразнети, пошто таму нема маркети, јадење, пиење нема. Не се поевтини на некој места, таму нема врска. Од дома, бате. Торени, салами, кашкавали, чуда, све. Ама пошто ти носиш шатор за детето, ти имаш цела куќа крена. Не знам, овие млади. Ами види го коцко е бебето, мало, тоцкаво бебе. Ами седи дома, мало, ќе го носи. Жешко, синкир ќе се капи, то си ки разбир. И ти тука земаш му клаваш купачата на малио. За му клаваш оди жена ти сака да му клаиш, иначе ти сакаш така да го узвеш гол и го брцнуваш море дире. Шла! Пошто ко веќе се срка манџата ме свеш, баре да му даиш, зајре да му даиш, да можат да сркат раат луѓето. Во вода го фрли. Виде? Абе ладно е уште бе деца бе, како бе мали ова? Како? Ке замрзни кутро де, не, абе младите не се ба. А ти го гледаш од ова страна малио кефо и шлапа по водата со раце, со нозе, се прска, па лижнува со јазичето солено, му иди уште посреќен. Го мачат детето, го мачат. Се вртиш ти па кај него олкав насме. Го вадиш од вода, ти плачи, врати го назад кефо. Му плачи дете. То знае дека му студи, тие не знае. Еди ми ништо не знаеш, ето шобара на одмор толку мало ништо не разбира. Не може брат, не може да
најдиш крав. Ајде после го изваивме малиот, тој си заспа, си го кладовме во шаторот, затворивме тој што е за комарци, си влеговме ние. Ко стаја дете? Ко стаја? А бре дали се остава дете така само леле ветро ќе го ду? Ќе го ду. Па шо мирно си седи. Спие госпожа. Шо треба му правиме кога спие, да го држиме, да го думкаме враце, а после тоа ќе сврти муаве. Беше на некој од овие надпреварите беше шо направи, не знам, победи, не победи, па правеше песни, па не правеше. Па сега нешто со видеа збора таму. Збора ќе шо збора? За све крвите таму, за детите нешто. Ти не знаеш што збора так? Да се најво муаве. Дека на телевизија од видеата нема везе. А излегваме од вода по некој време, легнува Милена, се сунча, одма имаш друг муаве. Мајка, детето фрлено в шатор таму, та легната се сунча, не знае детето кај. Шо мајки ќе беа? Бе дали така се фрла дете? Детето заспано, покриено, заштитено од сонце, со луфтирања, со чуда, со тука луѓе родители што го гледат, што го пазат, што имат се спремно, смислено го женебате. Детето му било фрлено во шаторот, та легнала да се сунча. Пошто не дај Боже мајка да легни да се сунча. Ау ерес, не му треба одмор на мајките, зашто му е одмор? Зошто би се сунчала така да го држи вака враце? Требало, не требало враце да го држи. Ама и тоа нема да му е погодено, пошто ако само го држиш враце, муавето ќе биде само враце го држи, шопилото само враце држи. Како сакаш сврти, не можеш да погодиш. И затоа на многу луѓе животот не му е убав, пошто се трудат да му погодат на други. Абе не можеш, што сакаш направи во веко, што сакаш, никогаш не му погодиш на други. Никога ш големо ш. И добро, се разбудва малио, си вика шај да се спакуваме си ојмо, ти Жешко ќе фати. Таман да се сместиме ко луѓе, да видиме што треба си купиме, ни треба нешто, не ни треба. Земаш ти се пакуваш, еве ми ти другарките. Полека и тие пакуваат стварите, пошто треба се види кај си сместен, шо си. Ти е знат од прилика од кај излезе, ама не се сигурни. Треба се види. Ти тргнуваш тие поте. Стигнувате до апартману и се не суптилно да се види, не мора ни да гледаш. Јасно ти е кај влегват луѓе. Невате вака да се џа. Значи одат и вака, треба се види точно кај е влезо за да може го се помини следниот пат да се коментира шо е обесено, шо не е обесено. Се сушат крпи купачи, гаќи или се купачи или се шо. Значи треба да се има за коментар. Тоа многу битна информација е таа. И добро си се сместувате. Вие си терате животот таму, си седите на терасичето. По некое време еве ми ти пак. Едно крупче да свртате така ти не за да видат ти шо преш како преш, не ги интереси. Така малце да подсврт. Кривината да фа. Да ти јадиш на момент. И не е суптилно да те видат или нешто или потоа се скоментира. Не. Тука дур се врви е коментар. Јадат. Гиро некакво гиро. Гиро бе госпожа. Првата асоциација за одмор кај јужниот сосед е гиро. Што треба шкампи да јаем? Морски плодови или треба негде ние да видиме седнати, па од страна келнери нешто да служат, па ние да сликаме, да се гировева, да се знае. Па ќе помини Жешкото, прик вечер се пакувате, тргнувате на плаж и го слушаш од позади му, абе. Еве ги одат, пак се товаре. Не баре со камион сме тргнати. Стигнуваш на плажа, гледаш ушен чадор потаму, си велиш добро. Некој од локалните тука си има дојдено. Поминваш покрај чадор. Жане, дој си од кикирите и ви таму малите шопра. Дека тој не ги гледа малите, ама тоа е ставо е тој начино балкански ме све. Уже колку има муавет на овате. Мај доста е за дене. Доставиме нешто и за другата епизода. Можи? Ета. Ај са ви останете ми со здравје. Ние се гледаме наредна епизода. Поздрав и имајте убав ден.